Второто послание до Тимотеј се чини дека е напишано во Рим, глава 1, 17 стих. Павле таму се соочува со робство, глава 2, 9 стих, и се чувствува изолиран, глава 4, 10 и 16 стих. Дојден на крајот од собственото делување, глава 4, 6 стих, ги упатува своите препораки до оној кој за него бил соработник полн со љубов, глава 1, 2 стих. Апостолот започнува со благодарност кон Бога за љубовта и верата на Тимотеј. Во согледувањето на страдањата и спротивставувањата на кои наидуваат служителите на Евангелието, тој му препорачува на Тимотеј да биде полн со цврстина во докажувањето и соборството со храброст, како добар војник на Исус Христос. Глава 2, 3 стих. Тој го притиска да внимава на оние кои предизвикуваат празни расправи, кои не служат за ништо и оддалечуваат од верата. Тој го повикува да го следи неговиот пример и го поканува да остане верен во поучувањето од Светото Писмо, кое тој го примил уште од неговата младост. Глава 2, 14 стих до глава 4, 5 стих. На крајот од своето послание, апостолот ја спомнува драматичната лична состојба, постојано изразувајќи му благодарност на Господ што му помага. Глава 4, од 6 до 22 стих. Апостолот покажал уште од почетокот добра волја во служба на Евангелието. Глава 4, 7 стих. За сето време, читателите на посланието се повикуваат да ја бијат истата битка, без стравување од непријателството на противникот, во вера, стрпливост, љубов и истрајност. Второ послание до Тимотеј. Глава 1. Поздрав. Павле, апостол на Исус Христос по волјата Божја, според ветувањето на животот, животот во Христос Исус. До Тимотеј, возлюбеното чедо, благодат, милост и мир од Бог Отецот и од Христос Исус, нашиот Господ. Благодарност и поттик кон верност. Му благодарам на Бога, кому уште од прародителите му служам со чиста совест, додека постојано те споменувам во молитвите своји дење и ноќе. Сеќавајќи се за твоите солзи, копнеам да те видам, за да се исполнам со радост. Задолженијата на Тит во Крит. Спомнувајќи си за нелицемерната вера кај тебе, која најпрвин се всели во твојата баба Лоида и во мајка ти Евника, а убеден сум дека ја има и во тебе. Поради тоа ти напомнувам да ја распалуваш Божијата дарба, која ја имаш во себе преку полагањето на моите раце, зашто Бог не ни даде дух на страв, туку дух на сила, љубов и разбраност. И така, не срамувај се од сведочењето за нашиот Господ Исус Христос, ниту од мене, затвореникот за него, туку стани соучесник во страдањата за Евангелието Христово по силата на Бога, кој не спаси и не повика кон своето звање, не поради нашите дела, туку по својата добра волја и благодатта, што ни е дадена во Христос Исус пред вечни времиња, а откриена сега со јавувањето на нашиот Спасител Исус Христос, кој ја уништи смртта и го осветли животот и нераспадливоста преку Евангелието, за кое сум поставен како проповедник, апостол и учител на незнабожците. Затоа и го трпам тоа.
но не се срамувам зашто знам во кого сум поверувал и уверен сум дека тој е моќен мојот залог да го запази за оној ден. Имај ги како пример здравите зборови што си ги чул од мене, со вера и љубов во Христос Исус. Запази го добриот залог преку Светиот Дух, кој живее во нас. За вистинското пријателство. Го знаеш тоа дека мене ме напуштија сите во Азија, меѓу кои и Фигел и Ермоген. Господ нека му даде милост на домот на Онисифор, зашто многу пати ме успокои и не се посрами од моите окови. А кога дојде во Рим, грижливо ме побара и ме најде. Господ нека му даде да најде милост во него во оној ден. А колку служеше тој во Ефес, ти тоа најдобро го знаеш. Глава 2. Верен војник на Исус Христос. Чедо мое, зајакнувај во благодатта што ти е дадена од Христос Исус и се што си чул од мене пред многу сведоци, предај го на верни луѓе, кои се способни и други да научат. Па така, поднесувај ги страдањата како добар војник на Исус Христос, зашто никој кој служи како војник не се вплетува во работите на секојдневниот живот, за да му угоди на својот војсководач. А ако пак некој се надпреварува, нема да добие венец доколку не се борел според правилата. Земјоделецот што се труди прв треба да вкуси од плодот. Размисли што ти зборувам и Господ ќе ти даде да разбереш се. Спомнувај си го Господ Исус Христос од Давидовото семе, кој воскресна од мртвите според моето Евангелие, поради кое страдам дури до окови како злосторник, но Словото Божјо не може да се стави во окови. Затоа се трпам заради избраните, за да добијат и тие спасение во Христос Исус со вечна слава. Верни се зборовите. Ако со него сме умреле, со него и ќе живееме. Ако истраеме, со него и ќе царуваме. А ако се одречеме од него, и тој ќе се одрече од нас. Ако не сме верни, тој останува верен, бидејќи сам себе не може да се одрече. Став кон лажните учења. Ова напомнувај го заколнувајќи се пред Господ за да не се препираат, зашто препирките ништо не помагаат, а само им штетат на оние што слушаат. Погрижи се пред Бога да се докажеш како работник, кој нема од што да се срами кога верно го проповеда словото на вистината. А од непристојни и празни зборови бегај, зашто тие ги водат луѓето уште повеќе кон безбожност. И словото нивно ќе се пренесува како жива рана. Такви се и Менеј и Филит, кои застранија од вистината, говорејќи дека воскресението веќе се збиднало и со тоа им попречуваат во верата на некои. Но Божјата цврста основа стои непоколебливо, имајќи го овој печат. Ги познава Господ оние кои се негови и да отстапи од неправда секој што го изговара името Господово. Во голем дом има не само златни и сребрени садови, туку и дрвени и глинени, и едните се за почесна употреба, а другите за секојдневна. И така, ако некој се очисти од тоа, тој ќе биде сад за почест, осветен, приспособен за употреба на Господарот и приготвен за секое добро дело. Одбегнувај ги исто така и младешките копнежи и стреми се кон праведноста, верата, љубовта, мирот со оние што го повикуваат Господа од чисто срце. Глупави и празни расправи избегнувај, знај дека тие породуваат кавги, а слугата Господов не треба да влегува во расправи,
туку да биде кроток кон сите, способен да поучува и да поднесува зло. Со кротост да ги превоспитува противниците, за да би можел Бог да им даде покаяние, за да ја познаат вистината и да се ослободат од мрежата на ѓаволот, кој ги уловил живи, за да ја исполнуваат неговата волја. Глава 3. Последните денови. Но ова знај го. Во последните денови ќе настанат тешки времиња, зашто луѓето ќе станат себељубиви, среброљубиви, самофалци, горделивци, хулители, непокорни кон родителите, неблагодарни, неправедни, безбожници, непомирливи, клеветници, невоздржливи, нескротливи, недоброљупци, предавници, пребрзи, надуени, повеќе сластољубиви отколку боголюбиви, наизглед побожни, а од силата на Бога се одрекле. И од нив бегај. Кон нив припаѓаат и оние што се завлекуваат по куќите и измамуваат жени што се претоварени со гревови и обземени од разни похоти. Жени кои секогаш се учат и никогаш не можат да дојдат до спознание на вистината. Па, како што Јани и Јамври му се противеа на Мојсей, така и тие и се противат на вистината, бидејќи се луѓе со изопачен ум, отпаднати од верата. Но нема да успеат повеќе, зашто безумието нивно ќе им стане јасно на сите, како што се случи и со оние двајца. Ти го следеше моето учење, поведение, целта, верата на мојата великодушност, љубовта, трпеливоста на моите прогони и страдања што ми се случија во Антиохија и во Иконија и во Листра. Какви прогони претрпев, и од се Господ ме избави. Последни препораки. А и сите што сакаат да живеат побожно во Христос Исус ќе бидат гонети. А лошите луѓе и лажливците ќе напредуваат во злото, како заблудувачи и заблудени. Но ти остани во тоа што си го научил и што ти е поверено, знаејќи од кого си го научил, бидејќи уште од малечок ги познаваш светите писанија, што можат да те направат мудар за спасение преку верата во Христос Исус. Целото писмо е од Бога вдахновено и полезно за поука, за казнување, поправање и поучување во праведност, за да биде Божиот човек усовршен и совршено подготвен за секое добро дело. Глава 4. Храбрење на верност во проповедањето. И така те заколнувам пред Бога и нашиот Господ Исус Христос, кој ќе им суди на живите и мртвите кога ќе дојде Тој и Неговото царство. Проповедај го Словото, настојувај во погодно време и во невреме, укорувај, забранувај, советувај со голема долготрпеливост и поука. Зашто ќе дојде време кога луѓето нема да го слушаат здравото учење, но водени по своите похоти ќе се изберат учители да им го залажат слухот. Тие ќе го одвратат слухот свој од вистината и ќе се свртат кон бајки. Но ти во се биди трезвен, претрпи зло, направи дело достојно на благовестител, службата своја исполнуваја добро. Настапува времето за заминување. Зашто јас веќе се изливам како жртва леаница, а времето за моето заминување настапи. Добро се борев, патот го завршив, верата ја запазив. Понатаму ме очекува венецот на правдата, што ќе ми го даде во оној ден Господ, праведниот судија. Но не само мене, туку и на сите кои се радуваат на неговото појавување. Лични забелешки. Погрижи се да дојдеш кај мене скоро, зашто Димас ме остави бидејќи го засака сегашниот свет и отиде во Солун. Крискент во Галатија, Тит во Далмација. Само Лука е со мене.
Земи го Марко и доведи го со себе зашто ми е нужен во службата. А Тихик го пратив во Ефес. Кога ќе дојдеш, донеси ја наметката што ја оставив во Троада кај Карп и книгите, а особено пергаментите. Ковачот Александар ми направи големо зло. Ќе му врати Господ според делата негови. Од него пази се и ти, бидејќи тој необично многу се воспротиви на нашите зборови. При мојата прва одбрана никого немаше кај мене. Сите ме оставија. Нека не им се прими за грев. Но Господ беше со мене и ме закрепна, да преку мене да се утврди благовестието и да чујат сите незнабожци. И јас се избавив од устата на лавот. Господ ќе ме избави од секакво лошо дело и ќе ме запази за своето небесно царство. Нему слава во вечни векови. Амин. Завршни поздрави. Поздрави ги Прискила и Акила и Онисифоровиот дом. Ераст остана во Коринт, а Трофим го остави болен во Милит. Побрзај да дојдеш пред зимата. Те поздравуваат Евул, Пут, Лин, Клавдија и сите браќа. Господ Исус Христос нека е со твојот дух. Благодат на сите вас. Амин.